Поздрав до слушателите на радио. Денес сме со емисијата Шак со Љубиша Андроновски и имам посебно задоволство во нашето студио да ги имаме денес младите шампиони на Македонија. Помалиот од двајцата млади, Калин Андреј, шампион на Македонија до 12 години, и Антон Златков, шампион на Македонија до 14 години. Ова е прва таква емисија во која што имаме гости. И тоа не е обични гости, туку шампиони. Имам доста прашања за нив двајца. Ќе разговараме полека спокојно на шаховски теми. Мислам дека обајцата има одредена предност на ова првенство на Македонија, не толку и не само заради својата шаховска сила, туку затоа што дојдоа наиграни, претходно играа на втората лига, каде што беа дел од шампионската екипа практично, што го освои убедливо првото место, каде што беа убедливо, посебно убедливи во разигрувањето, победувајќи со 4,5, односно со 4-2 во финалето. До мене, од мојата десна страна е 11 годишниот Андреј Калин, повторпат шампион на Македонија. Да. Прво ќе да прашам како беше турнирот. Значи, таму кај тебе имаше добра конкуренција, возбудливо беше од почеток до крај. Не, во тебе ти? Па да, од почеток до крај имаше конкуренција сепак, но јас цело време си водев, бев прв на табелата, после секоја кола. Мислам, добро беше првенството, имаше многу конкуренција, многу деца што играа шах. Имаше релативно не толку лесни партии, тешки беа. Првата важна партија ми беше со вториот на старната табела, по име Цветковски Ѓорги. Таа беше релативно тешка партија, не беше лесно да се победи. Требаше многу да се мисли, многу потези барања, многу напор да се вложи по партијата. Добро, токму таа партија и ќе ја прокоментираме после, со оглед на тоа дека практично одлучуваше за првото место, иако игра во второто коло, токму нели пола поен беше разликата на крај. Да, продолжи се. Па, во средината на турнирот, мислам, партиите ги завршував релативно со победи и само во средината на турнирот само победував, а на крајот некој реми направив. Мислам да си осигурам првото место сега. И колку беше конечниот резултат? Колку поени направи, од колку партии? 7,5 од 9 партии. Без пораз. Без пораз. Одлично. Но сепак беше тесна трка затоа што и Ѓорги Цветковски имаше само половина поен помалку. Да, само половина. Добро. Значи, во продолжение предлагам да ја видиме таа интересна партија од второто коло, таа остра партија, а потоа ќе продолжиме и со една година поголемиот шампион Антон Златков, но веќе шампион неколку години, да? Да, пети пат. Пети пат шампион на Македонија. Да видиме партијата. Партијата помеѓу мене и Цветковски Ѓорги на првенството на младинското првенство на Македонија до 12 години. Јас играм прв потек E4, тој одговара со E5. Конј F3, конј C6 и сега јас одбирам да играм D4 што влага во школска партија или како што играв јас ED4, ловец C4 во школски гамбит. Тој игра конј F6, главната варијанта, E5, D5, ловец на B5, скокач на E4, ова се главни потези, скокач на D4, со конј, ловец D7, ловец зиман C6, B зиман C6, мала рокада. Сега тој игра ловец C5, F3, скокач G5, F4, скокач E4, L3, ловец B6, сега тука по-добар потек е скокач на C3, но јас играм скокач на D2, скокач на D2, тама на D2, C5. Добро, сега да те прашам. Оваа позиција, многу брзо стигнавме до овој потек, тој е 14-тиот потек.
Дали ти оваа позиција ја имаше подготвувано пред првенството или ја подготвуваше специјално за, да речеме, за Ѓорѓи, што на Е4 игра Е5, или кој на репертуар? Со други зборови, до каде беше твојата подготовка за оваа партија и точно за оваа варијанта? Па од прилика до скокаш D2, ама ова не го гледав потегот Луис B6. И се во истото влегува. Мислам, скокаш D2, рокада и кој B3, ама не беше така. Не стигна тоа да го Да, направиш не стигна тоа. при овој редослед. И сега позицијата прилично се заостри. Да, сега е по-динамично. Добре. Сега И сега ти тука имам неколку потега. Кој F3, кој B3, кој E2. Јас се одлучив за кој E2, бидејќи на кој B3 тој кој некако во ауте. На кој F3 мислев D4 и на ловец F2 не видов некоја по-конкретна идеја, а со кој E2 сакам да го сортам кој на G3 па на E4. На тоа одиграв кој E2. да, но ова е првата критична позиција и сега ако да речеме погледаме во базата ќе видиме дека оваа позиција токму вака дека главен експерт за белите фигури е Гаваин Джонс, шампионот на Англија, мислам за минатата година, кој што точно оваа линија игра и он во оваа позиција каде што се можни сите отстапувања со коњот, што ќе каже на B3, на F3, на E2, го бира токму потегот коњ F3. И коњот доаѓа на F3 затоа што главната сила на црната позиција е практично силниот белополен ловец кој што ќе дојде многу брзо на C6, а пешекот од D5 ќе дојде со темпо на D4, напаѓајќи го црнополниот ловец на белиот. И тој коњ на F3 добро ќе стои за да ја заштити таа диагонала, ранлива диагонала за белиот, долгата диагонала Аусук Хајден. И ќе се води главно позициона борба. Од друга страна, ловецот кој што ќе биде на F2 ќе дојде на H4 да му невозможи на црниот да направи голема рокада. Да. И поинаков е карактерот на борбата. После ловец H4, дама D7, F5, доволно е остра, но вака белиот е по-безбеден. Кога коњот на F3 е безбеден и објективно е тоа подобар потек. Да. И сепак ние треба да учиме од најаките, а Гаваин Джонс е и многу остар играч, но се разбира и многу силен, за да бидеш првак на големото кралство, можеш да си многу силен. И по неговите партии може да се види оваа позиција како треба да се игра, затоа што е многу чувствителна. И тука, како ќе оди партијата, ќе видиме вредноста на секој потек е многу висока. И со еден неточен потек, позицијата може диаметрално да има поинаква оценка. Добро, по коњ E2. Коњ E2, D4, ловец на F2, ловец на C6. Ловецот дојде на таа опасна диагонала и црниот веќе го речиси подготвен за батерија со дама D5. Да. Сега има F5 и потек C4. Сега, да. Сега ти колку мене ме интересира да речем ова е наистина критична позиција. Колку време ти тука размислуваш? Па јас мислев тука F5 потегот, мислам не го разгледав C4 бидејќи мислев има слово на пијунче D4. Сега јас исто сум забележал дека кај младите шахисти тие многу повеќе си го следат својот план и тоа што тие сакаат да направат, а помалку внимаваат на тоа што сака противникот да направи. Значи ние први ако ја наметнеме нашата волја или нашиот напад, нашата иницијатива, нашиот план, често пати значи се подценуваат потезите на противникот или заканите на противникот. Тоа е типично, значи за младоста, но тоа со текот на времето и искуството се разбира дека тоа се отстрани. Па не, јас мислев E5 и на дама D5 кога ќе F4, што скокаче F4, ама дамата доаѓа на E4 и сега виси пешекот на F5 и тој коњ на F4 е малку лабав, на E3 на F4 толку стабилен, да?
па така и течеше Да, а партијата. затоа беше C4 потребен потек. Тука да го земе полето D5 на дамата, не? И сега ако DC, тогаш менуваме дами и LC3 се е во ред со белата позиција. Но вака после F5 може да H6. биде опасно. Сега интересно што овој H6 потек исто така и Стокфиш го одобрува. И може би дека и прва опција тоа може да каже дека твојот противник бил доста подготвен за оваа партија. Затоа што до овде практично не само што нигде не погреши, туку најдобрите потези ги ги покажува праксата. Значи тој бил подготвен одлично, 17 потези ти да одиграш по теорија секако што треба. Тоа е добро подготвен противник. Ти може би не си бил свесен дека овде си малку и на опасна територија, затоа што позицијата е екстремно остра и Сега има F6, дама D3, играм H4 за да спречам дама G5. H4 не е баш најдобар потек, бидејќи си го слабам кралот. Така, сега дама D5, скокач F4, дама E4, сега F6, слаб потек. колку време мислеше на овој потек F6? Отие многу критично. Доста многу е, на 10 минути, ама Не можеш да најдеш подобар потек? да, ама сега може G5 или И сега Малце- ако ти одиграше G5 ти го напаѓа коњот кој што брани мат. да, И ти го напаѓа коњот. И, Сега- и плюс тоа го напаѓа два пати и со дамата, значи да имаш време за топ E1. Практично, место F6 ти мораше да жртваш тој пешек Да. на F5 за да отстраниш оваа опасност по долгата диагонала, не? да, сега G6 наместо G5, сега топ од А на E1, дама F5, F6, сега крал D7, по мене тоа са слаб потек, бидејќи им дава со темпо да влезам на 7 ред, топ е 7 шах, крал C8, сега има топ F7 и ловец G3 потек. Топ F7 е интересен потек. Тој јас го одиграв во партијата. Исто така го гледав ловец G3 за да нема нешто по диагоналата, па да се забранам. Нас одиграв топ F7. Да, профилактика, па степенот на месторство често пати е определен на тоа како шахистот успева да го најде тој сооднос помеѓу активни напаѓачки дејства и профилактички. Да. Профилактички мерки. Значи, може би во оваа позиција пешекот на F7 не е најважен, но секако дека ловец G3 на топ G8 крал H2 беше полезна профилактика пред да се преземе повторна акција. Да, затоа што ќе кажем позицијата е повторно многу остра и се зависи од на нијанси. Сега крал B7, го носи кралот на сигурно. Да. Сега има пак ловец G3, но има и B4, јас одиграв B4. И почнувам да го напаѓам на кралот. Сакам пилина да отворам. Колку време мислеше за овој B4 е многу интересен потек и од чисто шаховски аспект, туку тоа покажува и твојата желба за победа. Значи, B4 е потек кој што е практично ја минува партијата. Долго време тој као напаѓаше и сега одеднаш контранапад. А не, мислам, после B4 јас знам дека ќе ја победам партијата, бидејќи тој се црвени ко пиперка. Така, да, и таа само добро, тој психолошки ефект е исто така многу важен, особено кај помладите. Добро. B4, тој игра топ од А на D8. Веднаш погрешна реакција, тamo мора да земе на мора B4 земе, за да си да. за да го штити кралот, затоа што тие ловци му го пазат него кралот, а вака ти отвори линија и сега веќе BC5, ловец C5 и сега дама A5, по мене е јак потек, бидејќи топ C7, една закана на ловец B6, дама F5, да врзување по да, пети ред. врзување по пети ред. И сега тој игра наместо топ C8 и да некако да продолжи играта, игра ловец B6, дама F5 и ја права партијата. Да, ако доколку играше топ C8, Па доколку би играл топ C8 би рекол, може би топ B8, B1, мислам, да, крала 8. шах и Крала 8, дама 6. Борбата уште продолжува, Да. но белиот има нешто подобри шанси. има повеќе шанси на победа. Добро. Убаво. Значајна победа. Ете, едно и коментаторско искуство малку.
Значи, ние се уште подобро играме шахот, како што коментираме можеби во овој миг, ама тоа е и поважно, нели? Добро, благодарам. Благодарам за овој коментар и тебе, Андреј, и на Антон. Навистина едно интересно искуство. Видовме две партии, важни партии, практично кои што одлучуваа за време на турнирот, кои што беа играни во првото коло кај Антон, односно во второто кај тебе, и кои што имаа, значи, многу важно влијание на тамошниот турнир. Антон, ти се допадна ли партијата од Андреј? Да, ми се допадна. Навистина возбудлива партија. Твојот турнир се чини одеше поспокојно? Да, поспокојно беше. Сите 7 партии ги победив. И сите беа солидни партии, немаше некоја лесна, да кажам. Од друга страна, еве да речеме 7 Да. победи од 7 партии. Имаше ли послаба позиција воопшто на турнирот? Не сум сигурен за послава позиција, но мислам дека имаше некои противници им дадов малце шанса за реми, но не ја искористија. Но сепак, значи, не си дошол во опасност да загубиш ниту една партија, да? Мислам не сум дошол. Тоа покажува квалитет, значи во својата категорија Антон Златков е убедлив. Инаку, која титула ти е ова, Антон, поред на овие првенства за млади шахисти, за најмлади би рекол? Па, мислам дека ми е 5-та титула на државни првенства. 5-та титула, значи почна уште кога имаше 8 години, или? Па, така нешто. Така. Години. Веќе почне да ги забораваш ора, кога си почнал да Да. Добро. Колку помогна втората лига? Сепак ти играше на трета табла, Јас мислам дека доста многу помогна, поради тоа што се уиграв и немав толку проблеми со времето. имаше веќе фатено Да. ритам, воигран беше, Да, така. мозокот работеше шаковски, Да. се беше во ред. Добро. Која партија ти ќе ни покажеш од тие 7 победи, која ќе имаат можност да ја погледаат и да послушаат нашите слушатели? Ќе ви ја покажам партијата од првото коло, од државното првенство. Јас сум црни фигури против Павковски Никола, што исто ми беше еден од главните конкуренти. Добро, тогаш да ја видиме таа партија. Е партијата од првото коло од државното првенство. Играм против Павковски Никола со црните фигури. Тој се отвара со потезот Е4. Јас играм С5. Конј F3. D6. D4. CD4. Скокач зима на D4. Скокач F6. Скокач C3. А6. Ова е најдор варијантата од познатата сицилијанска одбрана. Сега, тука најчесто има две опции, или ќе игра ловец Е3, или ќе игра ловец Г5, има и нормално други потези. Ловец Е3 е претежно стратегија, но тој се одлучува за подинамичниот потез ловец Г5, Е6, ловец Е2. Најчесто кога играат играчите ловец Г5, играат F4 после, за влагаат во остри варијанти, но ловец Е2 не е нешто лош потез. Ловец Е7, мала рокада. Сега, може ли да те прашам нешто само? Да. Наместо мала рокада, да додадам, јас долги години сум играл најдобра варијанта во сицилијанска Со бели одбрана. или со црни? Со црни, да. И воопшто во сицилијанска одбрана, белите многу често ги губеле партиите поради слабоста на Е4 пешакот, а некогаш и на Е5, кога нели ќе дојдете на Е5 кога има измена ДФ и така натаму. Значи поради слабоста на Е4 пешакот. Колку и тоа да изгледа абсурдно. Сега кога белиот игра, да речеме, малку така млад потек, како ловец Е2, и ловец на Г5 некогаш има геометрии, Коњ баш на Е4. Е4, да. Да. Дали го гледаше потегот коњ Е4, да речеме? Моментално не го гледав, но после кога сватив дека имаше тактика, не работеше. Мислам, ќе ви ја покажам точно. Не, борете, еве, да речеме, коњ Е4, да, коњ Е4, ловец
конј Е4, Л7, конј С3, Да, ловец D8, конј на D1, D1. ловец C7 или кај ќе оди тој ловец? На Или на C7 на најверојатно. C7, конј B2, Ловец И- D6. ловец D6 и сега B5. И сето како ќе B5. излезе таа позиција, Па, црниот го загубил на D6, ама пешкот то B1 белиот, ќе одигра. то B1, конј C4, ловец C4 На B8 виси. и на крај виси на B8. Да. Така, добро. Тоа Значи, не го пресметав на варијант на башна позиција. чисто како мотив кога е пешекот на E4, коњот на C3, дамата на D1, има некои геометриски Да, мотиви. да го Значи покажам треба тоа? да се има во предвид. Не мора да се покаже. Долга е Добро. варијантата, ми интересираше дали си го гледал. Мала аркада, мала Мала аркада, ракада, нормален потез. Да. крал H1, најверојатно сака F4, Се разбира. B5, идејата ми е B4, да го Повторно пешекот на Да. E4, контра играта е против пешекот на E4. A3, ловец B7, напаѓа на E4, ловец D3, брани на E4. Сега мислам дека најверојатно се знаеше како игра конј, ќе игра F4. F4 сега игра. H6, ловец H4, ама за 7. И тука можно да има И мотив. тука можно е на LH4, на ловец H4 да има коњ Да. 4, да? И тука е можно. И тука е И сега тој игра F5. Ја го блокирам центарот со E5, коњ на B3. И сега играм коњ на B6. Ова ја лично мислам дека ми е грешка, поради тоа што има мотиви да игра коњ на А5 и да ми го земе јакиот ловец, јакиот белополен ловец. Да, И што тој не го требаше? игра тоа. Мора? Што требаше? Што требаше? Наместо коњ B6? да. Па не знам, можда да го тргнам прво топот на А8, за да имам место на А8. со Да, ловец. топот и онака му е местото на Да. C8, прво топ C8, инаку најважното поле, нели, е полето D5. Значи, Да. кога имаме добра контрола на полето D5, црната позиција е сосема добра. Да. И тоа благодарение на тој пешак на F5, кога ќе удриме ние D5, значи ќе остане тој ловецот на D3 слаба фигура. И ние ќе имаме слободен пешак и практично ние ќе нападнеме. Односно, многу карактеристично за сицилијанска одбрана би додал ќе одиме во контранапад. Добро. Тој игра топ на F3. Се извинувам, топ на F3. Сега, идејата на овој потез е најверојатно нешто да прави на кралево крило, но тоа мислам дека е предоцна, поради тоа што имам одма удар во центарот со потезот D5. Тој зима на F6, го дава ловецот со коњот, ловец F6, ED5, коњ зима на D5, коњ E4, дама на S. Сега, тој игра коњ зима на F6. Ова е стратешка грешка на стратешка грешка е поради тоа што го зема јакиот го дава јакиот коњ за послабиот ловец. Исто пак може нешто коња 5 да одигра, што е исто подобар потез. Коњ зима на F6, открие напад. Топ E3, топ пода на D8. И сега веќе нема мотиви коњ на 5, поради тоа што имам ловец 8. Дама E1, се трга од линијата на топот и истовремено напаѓа на E5, топот F на E8, бранам на E5, топот на D1. Зашто е црната позиција подобра? Прво, поради тоа што има јак ловец на B7, што ја има најдолгата диагонала. Има слободен пион. Многу силен, Да, централен. многу силен централен пион. И така. Сега ја Белиот ловец е страшно ограничен на D3. Да, и коњот на B3 може И да се коњот каже. на B3 може да се каже, и друго, црните полиња практично се во власт на црниот. Да. Добро. Сега играм скокач на D5. Тој игра топ на G3. Поради тоа што ако го стави на било кое друго поле, ќе играм коњ F4 и со темпо го бркам топот. Сега играм потез E4, го напаѓам ловецот. Ловецот се враќа на E2, дама E5. И сега фактички со потезот E4 ослободив јако поле на дамата на E5, напаѓа на B2, на F5 и така. Сега тој игра C4, потез кој што заслужува внимание.
Ја би рекол дека подобро би било да игра конј d4, преди тоа што брани на f5 и ја покрива диагоналата на b2 да брани, исто време може и после може да игра c3, да го засврсти конјот. Но тој игра c4, конј зима на f4, Конј f4. Не конј f4, да, cb, ab. Сега тој игра дама f1, ја играм e3, ја отварам јаката диагонала на ја отварам долгата диагонала на ловецот. Сега тој игра конј на c1. Најверојатно приметил дека конјот на b3 нема баш некоја многу, нема баш смисла и сака нешто конј на c1 па на d3 да одигра можеби. Затоа конј на c1. Јас играм добар потез топ на d2. Не сме да земе топ на d2, ќе земам со пион и виси ловецот на e2. Не може конј на d3. Преди тоа што ќе земам на d3 имам... И топ f2 предпоставам. Да, предпоставам, да. Имам многу тактики во таа позиција. Се И исто напаѓам на b2, што и тој го брани со потезот b3. Ја играм, тој буде на d8. И што приметивте, овој пион долго време виси. Тој нема ни потреба да се зема. Да, тоа сакам Тој да не кажам. пречи. Нема баш потреба да се зема тој пион. Со секој потек ние само расте нашата иницијативата на Да. црниот, тој цело време нешто напаѓа, што е поважно отколку едно пионче. Тој го трга топот на e1 и сега, после долго мислење, ја играм потез h5, кој што е финишен удар на партијата. Точно. И сега тоа го следи она правило кога сите фигури Да. ќе завземат оптимални позиции, најчесто на крај доаѓаат пешаците Да. се доврши работата. Сега тој игра ловец на f3, ја играм топ на f2, Одличен максимално потек. ја пасивизирам дамата, дама g1, сега играм h4, Темпо. Значи Да. на напад одговараш со напад. топ на g4, сега финишен удар, топ f3. Тактика која што добива партијата. Да, едноставна Г тактика. зима на f3, ловец зима на f3 шах, топ на g2, ловец зима на g2 и А H3 би било премногу, што без Да, ловец мислам G2. дека и тоа го гледав, ама после овој потез се Сакаше предаде. побрзо и дамата да му ја земеш и да предаде, да? После овој потез противникот се предаде, поради Добро. тоа што му земам дама за конј на крај ќе испаде. Да сумираме одлична партија со црни фигури во најдрфова варијанта. Да. Значи црниот ги распореди сите фигури многу еластично и од кога се определи структурата во центарот после потегот F5 и соодветниот одговор E5, практично белиот немаше никаква акција на кралското крило, црниот спроведе D5, што е Да. идеално, и одеднаш неговите фигури дојдоа на одлични позиции, белиот помина во дефанзива, а ти со секој нареден потек само ја засилуваше својата Точно. позиција, оствари значителна предност, која што на крај доведе до материјална предност и до заслужена И победа. Ти два благодарам. пати Да. можеше да одигра конј на А5, да му го земе ловецот. Тоа му беше единствена шанса да направи нешто. Ама друг пат нема да дозволиме коњата. Да. Прва топ C8 за да имаме стапница Да, за да. тој силен ловец. Тоа ми Бела беше победа. единствена грешка по моја. Добро, благодарам за овој коментар. Верувам дека ти е овој прв ваков коментар Да, ја на најавен настап, би рекол, на медиум и посакам, значи, и секој нареден да покажеш уште многу убави партии кои што ќе ги имаш во својата кариера, која што, значи, допрва и се развива поради твојата возраст. И благодарам уште еднаш. благодарам и на вам. Видовме две интересни партии, малку различни по својот карактер. Тие го покажа на некој начин профилот на двајцата наши млади шампиони Андреј Калин и Антон Златков. Но првенството веќе е зад нас. Ние постигнавме својата цел, станавме шампиони на Македонија. Но како продолжуваат шаховските активности? Што ни предстои сега, Андреј, во блиска иднина? Па сега ни предстои, сега за мене, по-конкретно, ми предстои Европското онлайн првенство до 12 години. Кога треба да се одржи Рако тоа темпо. првенство?
Тоа треба да се одржи од 18 до 20 септември. Значи брзо ќе биде тоа. Па да. Ќе има ли подготовки? Какви подготовки ќе има? Пак Сега се игра на друго темпо, на Да, рапид сега темпо, ќе се да? игра на забрзано темпо, така да може ќе има некои подготовки, нешто задачи, партии по-брзо потезни. Па и треба да има, и малку да се вежба на тоа темпо, затоа што сега ќе треба побрзо да се игра и ќе треба да се игра онлайн. Играш ли ти на личес и на лическом партии, да речем, слободни, пријателски, чисто, тренинг партии? Партии некогаш, повеќе решавам задачи на интернет. И исто така тоа што Орце ми дава. Наставникот Орце, Да. да? Добро, а каде решаваш задачки, на личес или на ческо? На ческом, Колку имаш рейтинг? некои 1900 биле. Околу 2000 си? Да. Добар си, добро. Антон Златков, ти? Па, јас... Чекајте се, тебе ќе те прашам, до колку години се играат сега овие онлайн европски првенства во забрзано Мислам дека темпо? исти ќе бидат категориите, како да 8, 10, 12, 14 и така натаму. Во сите категории ќе играат или најмалите нема да играат? Најверојатно е така, мислам. Добро, ти се за твојата група до 14 години? 14 години. Не сум видел нешто баш конкретно како ќе се одржува, но Ти си така стабилен, тебелен играч, сакаш да размислиш. Сега ова е рапид темпо. Ќе треба малце специфични подготовки? па не знам, мислам нека Може би некоја тренинг, партија или нешто? на интернет. А играш рапид на интернет, да? Да, Добро. така да. Оптимист си, така? Да, Таблата исто така добре ја гледаш во таа димензија на компјутер Да. како и на маса? да. Добро, значи ви посакувам многу успех, дечки. Да? Фала. Ајде па да дойдете пак да ве викнам во емисија со забележителни резултати на европска сцена, да? Да. Добро, ви благодарам што бевте со мене. Баш имаме одлична емисија денес. Со двајца млади шампиони, прва ваква емисија, први гости. Фала. Само на Поканете. Фала на Поздрав. поканата. Почитувани слушатели, дојде време да одивам на нашиот шаковски коментар, нашата емисија Шак со Љуби Шандоровски. Денес беше многу возбудлива. Возбудливо беше затоа што бев во друштво со двајца наши млади шампиони, Калин Андреј и Антон Златков, шампиони од 12 соодветно до 14 годишна возраст. Видовме дел од нивното творештво, од партиите што беа играни на првенството на Македонија за млади, првенство кое што се играше не онлайн, туку во живо. Патен турнир беше одлично организиран. Беше многу возбудливо. Ми беше многу пријатно со нив. И тоа беше прв коментар, шаковски коментар од ваков вид со гости, би рекол млади, еминентни гости, и тоа е практично најава за оваа емисија која што ќе ја збогатуваме и во наредните емисии или во дел од нив со други гости кои што играат шах, кои што се околу шахот и така натаму. Мене ми останува уште да се одјавам, да ве поздравам. Играјте шах, сакајте шах, уживајте во шахот и бидете со нас и во следната емисија.